Добро да Мајша Сена и за Елена Моше, можам слободно да кажам дека Елена Моше ја пратам од кога е, не знам од кога почнала и пред уште да почне вечерва, тако сум воодушевен од она што го направи, од јачината на улогата нејзина, од емоциите кои што ги даде на сцена, од тежината да се направи една таква тешка улога, а со таква леснотија ја направи Елена Моше, стварно ти се поклонувам до земја и навистина сум трогнат од она што го направи денес. Ти благодарам, Мацо, ти секогаш си прател и ме знаеш од тамнешни времења. И знаеш, некогаш имам помали улоги, некогаш поголеми улоги, фала Богу. Како некогаш некогаш малите улоги се бисерчиња, може да се направат до совршенство. Јас не ги делам баш на големи и мали улоги, меѓутоа сепак кога ќе играш поголема улога, главна улога, малку ти е по, како да кажам, не е тоа тешко, него имаш поголема одговорност во секој случај. И тука малку повеќе внимаваш на себе, нели, се штедиш и се тие работи со годините, нормално тоа мора да се прави. Иначе ова улога, јас едноставно мислев дека како да не е за мене, ама еве успеав некако да извадам, затоа што досега тие што ме гледале сите, да ме виделе во вакво светло, да бидам онаква аждаја и таква негативен лик до... Мислам, за мене тој не е негативен лик, затоа што сепак јас имам оправдание за зошто е таа таква. Меѓутоа, публиката ќе те почувства во еден момент и како почувствав, и секоја представа го чувствам тоа, некогаш се смеи на моите реплики, нормално некогаш ќе заплачат, после некогаш ме мразат на вечерата посебно и така натаму. Меѓутоа тоа е едно чувство што го предизвикувам кај публиката што мене ми импонира. Може кажи ми, имаше многу сцени. Секоја сцена е драстична и тешка сама по себе. Во која може би ти беше најлесно, која најбрзо ја направивте или која ти беше најтешка? И најтешка сцена во оваа представа е вечерата. Јас таа сцена на прво ја направив, така? Некако ми легна, како да ти кажам, не знам, тоа едноставно се случи. Мислам, потоа нормално се надоградуваше и сите тие работи, меѓутоа во првиот момент, во првото читање, кога прочитавме вечерата, јас бев Вајолет. Со едноставна индикација до режисерот, ти си дојдена да им ебиш матер на сите. Така и настапив, така и до ден денес настапувам на вечерата и тоа функционира. Таа ми е, мислам, и таа е најтешка сцена, затоа што се тука сите вклучени. А јас ја водам цела сцена. Меѓутоа не ми представува проблем, затоа што моите колеги се професионални и точно си ги знаат местата каде да упаднат и сите тие работи и за мене тоа представува само едно уживање. Можам да кажам една работа, дека ти делуваше, гласот ти делуваше толку моќен. И јас викам, како женава сега што направи, откај ги изваде овие можности нејзини тоа. Тоа е мала, ситна, крхка, што би рекле србите, ама ова е нешто експлозивно до максимум експлозија. Види, знаеш, мислам, луѓето и во ваква улога досега и не ме виделе, и за мене беше голем предизвик. Јас не бев на прва топка, мислам на прва подела. Так. Него беше друга една моја колешка, не треба да спомнувам нормално, и заради некои си нејзини причини ја одби улогата и мене ми ја даде улогата. Мислам, не патам од комплекси дека е на втора топка и така натаму. Јас ја добив улогата и колку што можев ја направив. Меѓутоа, ова улога е едноставно за мен исто многу тешка за мене да одиграм, затоа што знаеш дека јас не сум тој тип на таква вулкан жена која е обично е скроз различно. Играм секојаш позитивци, некои си такви улоги, може би заради изгледот, заради не знам што, меѓутоа ова беше голем предизвик затоа што излезе нешто, не знам од кај излезе, од мене неко, Вајолет. Таја која и гласот го користев долниот регистар на гласот цело време, по цела представа, што тоа е занајацка и
занаетска работа, меѓутоа глумците морат да се знаат кој им е регистарот на гласот и како и да го користат. Така да јас во ова представа едноставно го користев тој долниот регистар на гласот, а подтекстот си беше тој како што ќе се биде и на сите други представи, мислам. Во представата се случува тотален распад на едно семејство од односот мажот и жена, самоубиство на твојот сопруг Борис Чорески, мала улога, но сепак од неа почнува се да се одмотува клопчето, затоа што заради него се враќаат па ќерките кои што не знам, сестрата од друга страна на Валентина Грамосли. Да, после 2 години доаѓа. Тоа е толку замрсено на крај љубовна врска помеѓу први братучети за да испадна дека се брат и сестра и тоа. Да, има добра приказна, има добро сценарио. Мислам, тоа е Треси Лец, нели, тој филм доби Оскар, нели. Мерил Стрип за мојата улога доби Оскар. Џулија Робертс за улогата на Барбара на Јулијана Мирчевска исто доби Оскар. И мислам и тоа придава една уште поголема одговорност, затоа што сепак филм награден со Оскар, ти да го играш сега во театар, ти дава уште поголема одговорност, поголема тежина на сето тоа. Меѓутоа, театарскиот текст, мислам дека е подобро напишан од сценариото. И мислам дека представата, затоа што е тоа театарски текст. Треси Лец го напишал, тој е глумец, актер, кој напишал текст и мислам дека го доловил тоа баш да биде за во театар. И мислам дека нашата представа, може да звучи нескромно, мислам дека е и подобра од филмот. Па и подобра е. Не знам, сега јас, моје чувство, пошто го гледав филмот, ама го гледав пред да знам дека ќе ја играм воопшто, пред да знам дека ќе се работи воопшто оваа представа во театар, така да го гледав филмот и малку ми беше досаден, искрено, кога го гледав. И меѓутоа, кога го добив текстот и кога го прочитав, видов едно друго нешто во сето тој текст, така да тоа некако ме повлече и ме донесе до ова денес што го направи. До ова лудило што го направи денес. Не знам, јас, еве, поминуваат пола сат, може би сат после представата, јас сум, не знам до кога ќе ме држи, баш ќе ти кажам. Баш ќе ти кажам, обично лесно ме пушта, почнувам одма со интервјуто, а овдека, бога ми, и твојата улога и на Јулијана Мирчевска, мислам дека и сите улоги се тоа до совршенство направи. До совршенство, да, мислам и благодарение на колегите, јас не можев да направам ваква улога ако не постоеја тие, фала Богу. Тоа секогаш се знае. Нашата работа е екипна работа. Не само колегите на сцена и тие што се околу сцената. Сите тие додатоци. Сценографијата е исто интересна и исто и ротацијата е убаво искористена, буквално преубаво. Да, се прелеваат сцените од една во друга, да не е. Која правеше сценографијата? Валентин Светозарев, нашиот Валентин Светозарев, нормално, кој може друг? Кој може да е најдобар во светот, освен Валентин Светозарев? Кога не знам како ги црпи идеите Валентин, ама во секоја представа, знаеш, некогаш ќе речеш ова е супер режисер, ама има 2-3 утки. Ова е супер костимограф, има 2-3 утки. Кај Валентино Светозарев ни една утка нема. Валентин Светозарев и гледа и проби, и гледа пред да ја направи сценографијата, гледа проби и разговара со режисерите. Веројатно и другите сценографи го прават тоа, меѓутоа веројатно се работи за некој талент. Не знаеме, никој не знае. Тоа е стварно човекот кој што најубавите сценографии ги направено и секоја сценографија која нешто ти двои од останатите сценографии, да знаеш дека е на Валентин. За вакви представи кои се сепак глумачки представи, актерски представи, да направиш ти сценографија која е исто интересна и тоа е многу голем предизвик. Затоа што сепак, знаете, на овие ваквите глумачки представи едноставно е се класично и не се замараат. Да, не се замараат многу сценографите со сценографијата. Меѓутоа тука се направи нешто и со ротацијата и со поезијата на Марија што ја говореше додека се врти од Томас Елиот. Да, мислам сето тоа се надогради, дојде еден вид не баш само класична представа, него имаше една надоградба со таа поезија, со тие вртења на ротацијата и со тие
работи, според мене. Кога се враќа добрата Моше после Вајолет? Ма јас сум секогаш добра. Не, знам, абе добрата, од ова лошотилок. Да, јас сум си добра по душа. Ама за Вајолет морав малку да... Вајолет мораш да... Меѓутоа, јас си го правдам својот лик. Мислам, Вајолет не е лоша. Таа сето тоа го прави од... Мислам, нејзиниот живот се гледа во представата, не бил лесен, мајка и што и правела и сите тие работи. И веројатно од сета таа огорченост, таа го префрлува тоа после на своите керки, и на својот сопруг и на сите. И има дебело оправдание, мислам, јас за мојот лик, затоа што никогаш, мислам, не сум играла негативци, не го чувствувам ликот како негативен, него едноставно како вистина љубив, затоа што толку долго време криела толку работи, нели сестрата нејзина била со нејзиниот сопруг. А ти кажуваш дека се знаеш. Јас сум знаела, да, сето тоа, меѓутоа, замислете тоа некој човек цело време да го крие и да знае многу работи. И таа е жена што не и бега. Све гледа и све и све сваќа. И едноставно не е лесно да го очува тоа внатре. И се доаѓа до таа експлозија сега, кога ќе дојдат сите, кога ќе се соберат целото семејство, да може едноставно да го каже тоа што и тежи цел живот. Некои представи сакам да ги гледам и ги гледам повеќе пати. Некои представи ми е доволно еднаш да изгледам и не ми паѓа на памет да ја гледам уште еднаш представата, а ова едва ќе чекам да ја гледам и втор пат, не знам кога ќе имам можност, но сигурен сум дека ќе изгледам неколку пати, а се надевам дека вие ќе играте многу на сцената, затоа што се работи за совршенство, за ремек дело кое што е мамка за публиката и тоа не е само да кажете ова е некоја нова форма на театар, па ајде сега ќе доаѓаат луѓето, него баш е буквално. Ова представа е достапна за секој вид на публика, да. Значи не имаме ние представи, што тие не се помалку важни од оваа представа, меѓутоа се за одредена публика. Некои луѓе не го поднесуваат тоа, премногу крвна сцена и убиства и такви работи, и политички театар и меѓутоа ова е сепак представа која има една приказна, која на секој може да му се случи во едно семејство кое е дисфункционално очигледно. Без разлика што имале услови, ќерките завршиле колеж и сите тие работи, сепак се тие на некој начин сите несрекни, колку што сум и јас како мајка несрекна, може би јас малку повеќе. Меѓутоа, тоа е тоа, може би јас како мајка во оваа представа сум очекувала многу повеќе од ќерките, што тоа цело време им го спомнувам, меѓутоа, тоа се сепак работи кои треба да излезат на виделина и Вајолет, мислам, зборувам од името на Вајолет, мисли дека тоа треба да го знаат сите и тоа и го кажува. Може ти благодарам за вечерашниве моменти кои што ги споделивме заедно, ти благодарам за преубавата представа што ми ја направи и ти посакувам уште многу вакви представи, да имаш уште многу вакви улоги и уште многу снимања во магична сцена и така, само позитивна енергија само дива. Благодарам, Ацо, и уште еднаш ќе речам, значи ти си еден свењош што продолжи да води емисија за театар. Јас сум се уште во костим, се извинувам, нормално, не се облекувам вака приватно. Да не мислат така. Не, мислам. А иначе фризурата... Да, кажи за фризурата. Да, фризурата, уште нели претходно имав долга коса, ја изрижав претходно, пред да знам дека ќе играм тука. Кратка ми беше и реков, кога веќе толку ми е кратка, дај да ја скратам уште повеќе да биде поуверливо за представата, мислам дека имаше ефект. Имаше и тоа голем ефект. Па ти имаше уште нешто. И благодарам и тебе. Час сладко, час лутко. Пробај ги новите Choco Stobi Flips Dark and Chili со наизменича комбинација на чоколаден флипс и луто чили. Витаминка. Добре дојде за Борис Чорески.
најзрелиот актер на вечерасната представа, Август во округот Осеч, во Битолски театар, извонредно дело со одлична актерска екипа, како пензионер единствен Борис не беше ти во представата, но и оној со кој што почнува представата и околу што почна да го од клопчето да се одмотува после неговата смрт. Навистина представата е одлична, јас сум презадоволен прво пред се затоа што учествувам во неа и се уште значи дека живеам на сцената, која што живот значи, за мене навистина значи живот оваа сцена битолската. И сметам дека соработката со Драгана како режисер и нејзината идеја е одлична за целосната представа и сметам дека направивме еден убав потек со тоа што ја прифативме и неја и нејзиниот избор на текст. Сите знаеме дека овој текст има и Полицерова награда добиено, што значи дека и во 2013 е снимен првиот филм заедно со Мерил Стрип. Така да представата за битолските гледачи, а веројатно и за другите, бидејќи Битола е навикната да гледа мелодрами, семејни драми и така натаму и така натаму. Ова е, сметам дека во последно време, да ги наречеме неколку години, е веќе нешто што се разликува од поранешниот репертуар кој што беше овие последни години во Битолскиот театар и се надевам и не само што се надевам, него сакам и да ја поканам публиката да дојде да овие 2 сати каде што колку што трае представата да видат едно навистина ремек дело, не само текстуално, него и сценски како што е поставена представата. Човек кога одеше во пензија се уплаши дека ќе се речат представите во кои што ќе играш? Па добро, тоа е нормално, затоа што одењето во пензија е еден вид збогување, така да се каже, со театарот, особено во исклучителни случаи, вака како што се ангажираат пензионерите. И тоа е затоа што сепак театарот си има актери кои што се подплата, за ова треба да се одвојат средства, средствата се помалку и помалку од Министерството за култура. Така да јас сум благодарен што навистина играм во представите од кога отидов во пензија. И ајде да не го цитирам Чоре брат ми, значи би играл се додека ме држи паметот и ме држат нозете и телото. Убаво ве држат двајцава браќа. Бога ми, како што старете, како виното сте, вие сте се подобри и подобри. Па добро, јас мислам не е мал периодот на време кој што сум го поминал во театарот, тоа е над 50 години, што значи половина и повеќе век. Но и штици, театарските штици кои што навистина за мене значат живот. И мислам дека и понатаму веројатно, ако ме повикаат, тоа зависи нормално од финансиските ситуации, од она што им е потребно како актери и така натаму и така натаму. Не само јас, и другите кои што се во пензија би требало да се ангажираат по моје мислење. Чоре, дали си од оние актери кои што ја следеа својата професионална кариера, па знаат колку премиери имаше, колку представи имаше во годината, награди? Не, за жал, јас никогаш не сум водил таква сметка. Во последно време, некаде пред 5-6 години, а можда и повеќе има, кога доби наградата за животно дело Петре Прличко во Велес, тогаш аплицирав. И тогаш овие од театарот направија едно CV кое што ден денес го користам и по него знам од прилика кои награди сум ги добил, што награди сум добил, колку улоги сум изиграл и така натаму. Можам да кажам дека ајде да не бидам нескромен, на 180 во овој мој
40 годишен престој на Витолската сцена, не само на Витолската, и во останатите представи во другите градови кои што како гостин сум учествувал во нив. Така да не водам сметка. Има луѓе кои што си водат сметка, имат фотографии од секоја представа, имат критики од секоја представа. Јас не знам, тако не сум водил сметка, нека водат другите сметка. Так. Мене ми е најубавото, ајде да не биде по-битолски, мене ми е најубавото да се појавам на сцена, да ја видам публиката, да ме види публиката мене, да ја види задоволна, некојаш може би и не е задоволна од она што ќе го пружам, што ќе го дадам, меѓутоа секој сум се трудил во овие сите години да дадам се она што сум го научил, пред се од аматерските денови, па потоа на академијата кај професорот Рули Османли и Димитри Османли, и овде со работата на многу режисери кои што гостувале во Витолскиот театар. Јас сум презадоволен од она што сум го поминал како театарски живот, мислам всушност како живот, како мојот живот целосно, и театарот е дел од мојот живот. Имаше посебна дисциплина некоја, затоа што еден од ретките си актери кои што буквално кога ќе го гледа од далеку човекот да нема вака од близина да види да се покажа тие бори на животот, изгледаш како дечко, како младич некој. Дали имаше посебно нешто или можеби генетиката е опрашање? Па ова е комплимент за мене, јас имам 70 години. Може би некако генетиката е во прашање, макар да татко ми прерано почина на 34 години. Мајка ми на 92, јас и брат ми сме уште живи, дај Боже да доживееме староста на мајка ми, која што исто беше актерка. Така да мислам дека луѓето можда не сметаат дека ги имам тие 70 години, меѓутоа јас си ги носам на мојот грб. Него, мислев дали во текот на годините имаше посебен режим на исхрана каде што внимаваше на својата линија, на своето тело, да не спортуваше можеби? Па не, додека бев млад можда се занимавав така повеќе малце кошарка, приватно, колку за разгибување, иначе никогаш не сум ни одел многу како што се движат, меѓутоа никогаш не останувам во едно место. Значи, целиот сум во движење, дали е пократко или е подолго тоа движење, така да можда и тоа ме одржало вака во живот. Имам нормален живот во смисла на јадење, на пиење, на пушење и така натаму и така натаму. Цигарите едно време ги има постојано, така да сега повторно ги почнав. Можда и тоа сум малце по ми ја држи линијата вака на ова конституција која што сега ја имам. Што требаше во ваше време да поседува актерот за да стане, да речем, врвен актер или да ги добива тие главни улоги во филм, во серии на театарот, а што сега треба да поседува актерот и дали има разлика од тогашното време и сегашното време? Па сигурно дека има разлика, секое време носи свое бреме, така да го наречиме. Можам да кажам дека со филмот, иако сум играл во 12 на филмови, меѓутоа сето тоа биле мали улоги кои што немало некои траги да остават во филмската индустрија во Македонија. За разлика од тоа, на телевизија сум играл доста многу, и во детски серии, и во телевизиски филмови, и во ТВ драми и така натаму и така натаму. Сега, каква е разликата? Разликата е во тоа што на времето имаше поинаква дисциплина меѓу актерот, меѓу режисерот и останатото сето. Ние поинаку го сваќавме, имавме од кого да учиме, поготово ние во Битолски театар, кој што бевме, учевме од едни прекрасни актери кои што беа, да не ги споменувам, да речеме Ацо и Димче Стефановски, да не го споменувам Бавец, Јосиф, Љубиша Трајковски, Јоана Поповска, Олга Наумовска, некој можда ќе ми замери, можда ќе го изоставам, меѓутоа имаше од кои да се учи, така да сето она што
ние кои што доаѓавме тогаш, па и од, да не го заборавам, Владимир Гравчевски, со кого кој раководеше со таа младинска сцена, со која јас почнав. И кога ја добив првата награда, тоа беше нешто огромно, некаде 70-тите години, на Хвар, тоа е Југословенскиот фестивал на аматерски сцени. Тогаш ја се до главната награда за машка улога во Кавка. Го работевме, Владимир Гравчевски, да не го заборавам, тој беше еден голем ентузијаст и љубител на театарот, отколку многу од овие по старата генерација која што бевме покојниот Сребре Ѓаковски, Баѓе, јас, Плевнеш, Пепи, Сонја и било други кои што учествуваа во тогашната младинска сцена. Сега за жал не постои таа младинска сцена во Битолскиот театар и мислам дека е тука грешката, затоа што од таа младинска сцена порано и пред мене излегувале големи актери како што беше Јоана Поповска, Менде Марковски, Михајло Петровски и ред други кои што потоа станаа професионалци во Битолскиот народен театар. Иако немаа школа, меѓутоа таа школа беше сосема поинаква отколку што ние учевме на факултет, така да можеше да се научи доволно за да може човек да стапни на сцена. А денешните млади актери што треба да поседуваат? Па денешните млади актери, јас можам да кажам дека премногу треба да се има самодоверба. Меѓутоа преголема самодоверба не е, затоа што не треба јас самиот да се фалам, треба значи да те фали критиката која за жал ја нема во Македонија и единствено јас колку што знам ова е емисија која што прави нешто за останатите граѓани во Македонија да видат што се случува на театарскиот план во Македонија и тоа е добро, затоа што во било кој театар да отидеш и да направиш интервју со актерите е добро затоа што гледачите ќе знаат дека тој и тој е актер, дека тој и тој е ова или дека тој и тој е она. Така да денешните актери, па не е баш само денешните, него еден подолг период на време е кога има една самобендисаност која што не чини во нашиот театарски живот, самобендисаноста, него треба, јас секогаш велам дека поранешниот Битолски театар беше едно големо семејство. Значи, како што треба да биде. Затоа што ова е колективен чин, не треба да се делиме ниту на подобри, ниту на полоши, дали овој сега е добар или не е добар, дали направил улога или не направил улога, тоа зависи од времето и од нели она што секој со нас го носиме. Меѓутоа, во денешно време некако се тргна можда малце на политички, оти јас не го играм ова, оти јас, па и јас не сум играл во тие 50 години на театар, не сум играл она што сум сакал и што сум сметал дека можам да го играм, меѓутоа еве не сум го играл, затоа што не ми го дале јас да го одиграм, него го одиграл некој друг. Така да тука нема љутиш и затоа цело време им препорачувам на младите дека треба да живееме. Мислам, треба да живеат. Значи, театарот е колективна работа и како колектив треба да секој актер да бидат како браќа, како сестри, како не знам како да го објаснам тоа, меѓутоа треба да бидат едно семејство и тоа големо семејство кое ќе си помага еден со друг. Тоа е најважното по мое мислење во театар. Се дружиш со младите актери да те подмладуваат малку? Па да, нормално, кој ќе дојдеме вака, ќе направиме некој муавет, ќе видиме нешто, ќе до бифенцето долу ќе се понапиеме по една ракија, две. Така да ќе направиме муавет, на некој може би во денешно време не можеш на сите да им кажеш дали нешто им фали во некоја представа или не им фали, затоа што ќе го сватат можда погрешно или нема да го сватат. Меѓутоа има од овие помладите актери која јас не дека кој знае колку знаам, меѓутоа можам кога ќе гледам некоја представа каде што не играм, можам на моменти да им
предочам некои работи кои што сметам по моје мислење, да, нормално добронамерно, не како јас би го направил тоа, него како тој со своето она што го има, што го носи во себе, би можел да го направи уште подобро отколку она што го прави. Ако го прифати, добро, ако не го прифати, пак добро. Се знае Брехт како го рекол тоа. Сослушај го тој што ти кажува, ако мислиш дека е добро, прифати, како не чини, тоа шмрли го и го. Така. Чоре, фала ти многу што си ни многу чест гостим во Магична сцена. Самото тоа што ти има во Магична сцена, посакувам и уште многу представи да имаш и уште многу нови интервјуа да направиме и долг живот, да имаш среќен живот и да изгледаш вака како дечко уште 20 години. Па фала ти тебе што се чувствувам и јас така млад во твоите овие емисии, кои што и се надевам дека значи дека ќе се гледаме уште повеќе и подолго. Така е. И дека трае и ова емисија, затоа што навистина мора да се знае што се работи во театрите, кои се актери во театрите и така натаму и така натаму. Јас за тоа ти благодарам што успеваш со својата емисија да пренесеш нешто на гледачите кои што не знаат, да речем, можда знаат за одреден град, за одредено ова, меѓутоа за другите луѓе не ги знаат и другите актери. И ова е извонредна прилика да запознаат што се работи на тој културен план на театарот во градовите на Македонија и да се надеваме дека ќе се гледаме уште подолго. Ќе се гледаме сигурно. Фала ти, Чоре. Фала ти и вас.